Ова се содржините во новото издание на Digi+. TikTok преку новата опција реши директно да му конкурира на YouTube. Како шпанскиот фудбалски клуб Севиља користи вештачка интелигенција за да ангажира нови играчи. Болница во Франција тестира роботи кои што треба да им помогнат на постарите лица. А кога сме кај роботи, денеска ве запознаваме со Мокси, роботот кој што ќе го сакаат сите, а посебно децата. А ќе се задржиме и на актуелните Vision очила на Apple, кои што направија хаос на социјалните мрежи. Ќе ве запознаеме со сите детали токму за овие виртуелни очила. Останете со нас до самиот крај и видете дел од новото издание на Digi+. Добро дојдовте во новата дружба, во ново издание на Digi+, стандардно секоја недела нешто пред 18 часот и денеска 30 на минути на телма одвоени за дигиталните информации и се она што е актуелно, а и поврзано со вештачката интелигенција. Ќе ви биде интересно, во тоа сме сигурни, затоа што подготвивме навистина интересни содржини за целото семејство. Прво почнуваме со една актуелност која што доаѓа од TikTok, каде што тие преку нова опција сакаат да станат директна конкуренција на YouTube. Како и зашто се работи, дознаваме и ви откриваме токму сега. TikTok неодамна најави нови функции кои ја доближуваат платформата уште поблиску до најпопуларната мрежа за подолги видеоснимки YouTube. Клучната промена е поддршката за хоризонтални видеа подолги од 1 минута, со цел да ги мотивира корисниците да ја прошират својата содржина. TikTok ќе ги промовира и овие подолги видеа во рок од 72 часа по објавувањето, давајќи им на корисниците повеќе од 3 месеци с голема нагледаност, исклучувајќи ги рекламите и политичката содржина. Ова е уште еден чекор кон зголемување на должината на видеата на TikTok, со оглед на неодамнешното зголемување на максималната должина од 15 до 30 минути. Овој потек може да има цел да привлече создавачи кои се веќе навикнати на подолги видеоформати со подолги содржини. TikTok презеде чекори за создавање дополнителни можности за монетизација, вклучувајќи и програмата серии, која им овозможува на креаторите да создадат колекции на клипови за своите претплатници, кои се подготвени да ги поддржат финансиски. Потезите укажуваат на зголемена сличност меѓу TikTok и YouTube, бидејќи TikTok се подготви да ги задоволи различните потреби на својата разновидна заедница. Веќе забележав јас, а верувам и вие, дека на TikTok веќе почна да се користи новата опција за подолги видеа, а за тоа каква конкуренција ќе биде TikTok наспрема YouTube, тоа оставаме времето да покаже поточно корисниците. А сега одиме на друга тема, поточно како фудбалските клубови почнуваат да користат вештачката интелигенција. Во тоа ќе се увериме во продолжение со она информација која што стигнува од шпанскиот фудбалски клуб Севиља, кои што замислете користат вештачка интелигенција пред да ангажираат или за ангажирање на нови играчи. Еве детали. Севиља соработува со IBM за да користи алатка за вештачка интелигенција наречена Scat Advisor. Оваа програма која IBM ја разви на својата платформа ќе биде интегрирана со постоечки пакет за апликации кои веќе постојат во самиот клуб. Два тима на програмери користеа модели за пребарување и анализа на голема количина на информации, со цел да се процесираат потенцијалните засилувања од базата на податоци на клубот. Ова вклучува квантитативни податоци за висината, тежината, брзината, бројот на голови и одиграни минути, но и квалификативните неструктурирани податоци, како што се анализа на текст за повеќе од 200.000 извештаи на скаути. Севиља е инаку позната во фудбалскиот свет по огромна база на податоци за квантитативните процеси на играчите, а клубот беше еден од пионерите во развојот на сопствените апликации со голема количина на податоци кои ги базираат карактеристиките на поединачни играчи за широк опсег на квантитативните параметри. Користејќи ги инструкциите од скаутите кои ги опишуваат клучните карактеристики на играчите, Scout Advisor ќе генерира списоци со кандидати врз основа на однапред поставени барања, од кои сите ќе бидат сумирани и нарачани според желбите на луѓето во клубот. Дека вештачката интелигенција наоѓа широка примена во различни сфери, во тоа се уверуваме во секојдневните информации кои што пристигнуваат, како ова која што споделивме со вас за шпанскиот фудбалски клуб Севиља.
Сега малку време одвојуваме за роботи и прво ќе ве запознаеме со еден робот кој што има за цел да им помогне на повозрастните, на постарите лица и го промовираат во една француска болница. Еве ги деталите во продолжение. Hi, I'm Ellie Q. Hey, LAQ. How are you doing today? Good morning. How are you? Want to join me for some yoga this morning? Sure. Dude, I think Mrs. Davis's cute yoga instructor granddaughter's in town. How about we take your blood pressure before we do yoga? I'm gonna go ask for some water. Hey, Jason. Have you met LAQ? Hi, I'm Ellie Q. How are you doing today? Во болница во Sup, LQ? Париз се тестираат социјални асистенти, роботи како дел од ново, фасцинантно истражување. Развиени од школскиот тим за вештачка интелигенција од Универзитетот Хериот Ват во Единбург, роботите за здравствена заштита извршуваат рутински задачи и комуницираат со постари пациенти. Роботите беа дел од испитувањето на Националниот роботариум на Универзитетот Хериот Ват, а експериментите беа овозможени во развојот на технологијата за големи јазични модели, кои им кажуваат на роботите како да водат природни и точни разговори. Резултатите покажуваат дека роботите можат да се вклучат во социјалните интеракции преку поздравување на пациентите, одговарање на прашања и обезбедување насоки, како и помагање во работата на членовите на човечкиот персонал. Покрај тоа, тие можат истовремено да разговараат со повеќе луѓе, следејќи го диалогот помеѓу неколку поединци. Изгледите роботите безпрекорно да се работуваат со болничкиот персонал за да го подобрат искуството на пациентите, сега е поблиску до реалноста. Првичните испитувања во болницата покажуваат способност роботите ефикасно да разговараат со пациентите. Веруваме дека овој продукт ќе означи значајна пресвртница во развојот на интерактивната роботика и горди сме на незините достигнувања, а истовремено ги препознаваме возбудливите предизвици што престојуваат, објаснува Оливер Лемон, професор по вештачка интелигенција и еден од водечите во националниот роботизам. За време на тестирањето, роботите извршиле едноставни и повторувачки задачи, што помогнало да се намали физичкиот контакт помеѓу лекарите и пациентите. Повратните информации од тестирањето покажуваат дека користењето ваков робот може да го намали ризикот од пренос на инфекција, а истовремено да зголеми и продуктивноста на медицинските сестри и лекарите. По ова сигурни сме дека овие роботчиња ќе им се најдат на повозрастите на кои што првенствено им е потребно друштво, а после и грижа. А кога сме кај роботите, уште еден интересен робот кој што највеќе го сакаат дечињата. Се работи за роботот Moxi. Ке ве запознаеме со Moxi токму сега во Digi Plus, да погледнеме за каков AI робот се работи и се разбира сите оние детали и перформанси кои што ги има тој. Moxi е робот за деца кој ги вклучува децата во дневна 20-минутна мисија, каде што неговиот ментор, вашето дете, му помага на Moxi да научи да биде добар пријател на луѓето со разбирање на социјалните знаци, вежбање трпение, регулирање на емоциите и користење на соодветни вештини за слушање и разговор. Користејќи видео и аудио технологија, Moxi има способност да гледа, слуша, па дури и да разговара на реален начин. Програмиран специјално за директно задоволување на потребите на интересите на менторот, нивниот напредок се ажурира и се следи во апликацијата за родители, која потоа соодветно го прилагодува Moxi и им нуди на родителите корисни предлози за дополнување на патувањето за учење. Тој е дизајниран да препознава различни однесувања и да се движи во секојдневните ситуации. Она што го издвојува Moxi од другите роботи е тоа што има човечки карактеристики. Moxi е робот, придружник на мисија да научи како да стане добар пријател на луѓето, дизајниран да се занимава со сите деца кои имаат потреба да научат социјални, емоционални и животни вештини, соочени со аутизам, анксиозност, депресија и многу повеќе. Moxi и неговиот ментор одат на серија мисии во кои помагаат и да учат и да растат. Ив Бехар, дизајнер на Moxi, вели: од дизајнерска гледна точка, на децата навистина им требаат различни човечки карактеристики за да ги поттикнат да останат заинтересирани, па затоа се фокусиравме на очите и рацете. Процесот вклучуваше многу поедноставување на самиот изглед. Телото е едноставно бидејќи се одвива на главата. Развивме заден екран за проекција на лицето. Ова ни овозможи да го направиме Moxi многу карактеристичен. Може да го промени изгледот на лицето и со тоа да го покаже своето расположение и емоции. Покрај тоа,
Програмиран е да поставува прашање, да предизвикува реакција и да промовира диалог. Висок е околу 40 см и доволно лесен за децата да го носат и креваат. Мокси е дизајниран да им помогне на децата од 5 до 10 години да ги подобрат социјално-емоционалните и комуникацијските вештини преку релативно кратки секојдневни интеракции. Фокусот на Мокси ќе биде на конкретни моменти во развојот, како разговори кои му дозволуваат на детето да почне да размислува за тоа што значи добрина, семејство и слично. Го обучувале за разговори, истражувајќи за што зборуваат повеќе од 100 деца и семејства. Тестирањето ја овозможи на компанијата да создаде листа на одредени заеднички теми, како што се училиште, пријатели, малтретирање, посети на лекар. Што ќе се случи ако, например, детето му каже на роботот дека го малтретираат на училиште? За Мокси одредени зборови се предизвикувачи и доколку има различни работи за кои детето разговара со роботот, тоа ќе им го испрати на родителите преку апликацијата. Апликацијата може да им помогне на родителите со совети да ги поврзе со експерти за да решат одредени прашања или сомнежи. Со Мокси децата учат како да изградат посилна и подлабока врска. Клучот за трајниот интерес е содржината. Овој робот секогаш има нови работи со кои што го привлекува вниманието на децата. Така со Мокси децата ќе научат како да градат посилна и подлабока врска. Мокси поседува содржина за секој од 52 недели во годината. Иако децата сакаат да се враќаат на претходните активности, на овој начин ќе откриваат нови информации и ќе останат заинтересирани подолго време. Предпоставката е дека децата првично ќе комуницираат со Мокси околу еднаш дневно во период од 15 до 20 минути, а потоа во текот на 6 месеци се очекува интеракциите да се случуваат 3 до 5 пати неделно. Исто така, важно е да се напомене дека роботот е направен на таков начин што има ограничувања и знае да каже кога е доволно. Па се уморува и заспива ако детето се обиде да изврши премногу дејствие врз него. Мокси бара поврзување со Wi-Fi и паметен телефон, со најмалку iOS 12 или Android 6.0, за да ја користи апликацијата. А нема да се препирате со кабли додека се користи, бидејќи Мокси е бежичен. Како и кај другите роботи, важно е да се има предвид дека перформансите варираат во зависност од квалитетот на Wi-Fi мрежата, количината на бучава, нивото на осветлување и слични ставки. По ова сигурен сум дека сите дома сакаме по еден Мокси, а зошто да не? Верувам дека ќе имам можност и за следните години да го набавиме или него или некој сличен на него. Оно што сум сигурен е дека после рекламите дефинитивно ќе биде интересно да проследиме се оно што ви го подготвивме за Vision Pro или виртуелните очила кои што направија хаос по социјалните мрежи од корисниците кои што споделуваат видеа по светот користејќи ги. За какви очила станува збор, зашто се толку хит, нормално после само неколку минути во продолжение во Digi+. Бидете со нас до самиот крај. Еве назад го следите новото издание на Digi+, како и секоја недела на Телма телевизија. Се разбира 30 на минути посветени на вештачката интелигенција, дигиталните вести и се оно што не интересира во Digi светот. Ако нешто сте пропуштиле, само да ве подсетам, Instagram, TikTok не имате на социјалните мрежи, а исто така во целост и на Digi TV МК на YouTube ги имате и досегашните емисии. А оваа емисија ќе продолжиме со онаа содржина која што сметам дека е најактуелна, заради тоа што изминатава недела виртуелните очила на Apple направија хаос, посебно нормално преку сите оние видеа кои што дел од нивните корисници ги споделуваа на социјалните мрежи. За какви очила се работи, каква примена имаат, детали во целост во продолжение. Apple уште еднаш ги помести границите на технологијата со својот најнов производ – паметни очила за визуелна реалност Vision Pro. На настан минатата година, Apple ги представи своите најнови софтверски решенија, како и новите производи кои наскоро треба да бидат достапни. Сепак целосно внимание, несомнено, привлече уредот за кој што се шпекулираше со години. Apple Vision Pro. Станува збор за сосема нов тип на уред, но и уред кој конечно треба да ги натера потрошувачите сериозно да сватат виртуелната и проширената реалност. Apple Vision Pro е направен од алуминиумска легура. На предната страна има тродимензионално стакло, зад кое покрај бројните сензори и камери има и екран, односно технологија која Apple ја нарекува EyeSight, која ви овозможува да видите каде гледа корисникот.
На овој начин, комуникацијата со личноста, која носи наочари, изгледа поприродна, но доколку таа личност одлучи да го затемни предниот екран, на тој начин ќе стави до знаење дека не сака да му пречат. Лентата на уредот е достапна во 3 големини и е дизајнирана да одговара на различни форми на глава. Apple тврди дека користела повеќе од 1000 форми за време на развојот. Внатре во бендот има звучници како и приклучок за полнење со помош на надворешна батерија или постојан извор на електрична енергија. Што се однесе од оптиката, станува збор за леки со 3 елементи, преку кои корисниците ќе можат да наблюдуваат двојни 4K микро OLED екрани, за кои Apple вели дека има 23 милиони пиксели. На трешната страна крие IR камери и LED диоди, додека однадвор покрај стандардните камери може да се најдат и лидер сензори. Обработката на сигналот од овие сензори се врши независно со помош на посветен R1 процесор, за кој компанијата вели дека нуди искуство без доцнење. Срцето на очилата е чипсетот M2. Тие функционираат независност од другите уреди. Точно е дека се работи за очила со кој може да се види просторот околу себе, а потоа да се надополни со дигитални елементи. Но Vision Pro не е прозиран, туку прикажувањето на просторот се реализира со помош на сигнали од камерата и сензорот. Всушност, гигантот тврди дека ова е и првата 3D камера што излезе од нивната лабораторија. Ако сте имале шанса да играте со VR режимот на вашиот паметен телефон, сигурни сме дека веќе имате идеја како тоа би можело да изгледа. Сепак, бидејќи тоа е простор што го обкружува корисникот, а не снимка со 360, ќе биде многу интересно да се види како тоа изгледа во пракса. Според нашето искуство со конкурентни уреди, барем оние кои што нудат слична способност, приказот на просторот никогаш не бил совршен. Управувањето со елементите на интерфејсот се врши без употреба на контролер. Ова е нешто што веќе имавме шанса да го видиме, со верно прикажување на рацете во виртуелен простор на некои други уреди. Сепак, Apple го прави тоа малку поинаку. Ги следи рацете и прегледот на корисникот во исто време. Ова значи дека користењето на уредот од страна може да изгледа прилично суптилно, бидејќи корисникот може само да ги фокусира очите на она што го сака, а потоа едноставно да ги спои палецот и показалецот за да комуницираат со саканиот елемент. Ова е голема разлика во споредба со мафтањето со рацете пред очилата. А за оние кои течно зборуваат англиски, тоа секако ќе значи и способност да го контролираат гласот. Импресивен хардвер на овие очила работи со целосно нов оперативен систем Vision OS, за кој Apple подготви специјална верзија за продавница за апликации App Store. Бидејќи Vision Pro е независен уред, може да се поврзе со Bluetooth тастатура и маус, за да се олесни управувањето со популарните апликации кои ќе се прикажуваат во форма на виртуелни екрани. Може ли да се спои со уредот со MacBook компјутери и да се види истиот екран во виртуелна средина? Всушност, виртуелните екрани во рамки на оперативниот систем Vision OS може да достигнат и диагонала од 30 метри, па овие очила освен за работа можат да послужат и како своевидно лично кино, не само за филмови и серии, туку и за игри, бидејќи тие можат да се поврзат со Xbox или PlayStation 5 контролори. Овој врвен уред има и цена од $3500 и тој веќе е пуштен во продажба. Но снимките од луѓето кои веќе користат овие паметни очила бргу стана хумористична содржина и главна тема на социјалните мрежи. И покрај високата цена, интересот за Vision Pro беше многу голема, уште пред нивното лансирање во февруари. Се претпоставува дека досега се продадени повеќе од 200.000 паметни очила. А реакциите на луѓето се поделени. Додека некои се воодушевуваат од можностите на уредот, други се ужасени. Во моментов голем број корисници на социјалните мрежи споредуваат видеа од корисници на Vision Pro и нивното однесување во јавноста додека ги користат паметните очила. Па да погледнеме дел од нив. Bliss sandwiches for Diamond. The maple pancake latte. Whole milk. Hot, please. Good. How are you? Yes, please.
Зборувајќи за овие нови паметни очила, ќе додадеме и снимката која најде на големи критики и негодување кај јавноста. На социјалните мрежи се појави видео од собственик на Тесла како го носи новото помагало за виртуелна реалност Apple Vision Pro, додека ги користи функциите за асистирано возење на автомобилот, дозволувајќи возилото да вози автоматски. Тој по објавата наводно бил уапсен под обвинение дека предизвикува потенцијална нова опасност на патот. И додека веста за неговото апсење подоцна беше демантирана, американскиот секретар за транспорт Пит Бутиџик апелираше до возачите дека мора постојано да обрнуваат внимание. Бутиџик одговори на Твитер во коментар на видеото кој имаше повеќе од 24 милиони прегледи, дека и покрај функциите за подпомогнато возење на Тесла, автоматскиот пилот не значи дека возилата се целосно автономни. Тесла не одговори веднаш на барањето за коментар, но во своето претходно известување од Тесла се вели дека неговите напредни карактеристики на возачот се наменети за употреба во целосно внимателен возач, кој ги држи рацете на воланот и е подготвен да го преземе во секој момент. Apple Vision Pro ќе го промени начинот на кој комуницираме, соработуваме, работиме и уживаме во забавата, рече извршниот директор на Apple Тим Кук. Сепак компанијата никогаш не сакаше Vision Pro да го промени начинот на кој луѓето патуваат. Прилично скапички за наш стандард, со оглед на тоа дека се уште околу 3500 евра, но со се поширока примена, поголемо производство, веројатно и цената ќе се намали за многу брзо време, па ќе можеме сите да си ги дозволиме за во нашите домови, или надвор, или онаму каде што ќе ги користите. Така, ова е се што ви го подготвивме за денеска, односно ова 12-то издание на Digi Plus и ќе ве оставам во добро расположение. Ќе ве потсетам дека нимате на социјалните мрежи и следната недела ќе гледаме повторно нешто пред 18 часот на оваа иста фреквенција со новите дигитални вести. Секој е добро и thank you што не гледавте. Чао!